И ги имаме на линковско вклучување нашите колеги од Скопје, како што веќе најавив, што значи одговорно родителство со Дора Попово-Узуновски, разговара колешката Сузана Апостолова. Сузана, добро утро, доколку се гледаме и слушаме, повелете. Добро утро, Ване. Да, ние сме на нашата позиција и подготвени да реализираме разговор на темата која што ти ја најави, одговорно родителство, и мораме да кажеме дека темата за одговорно родителство е клучна и таа повлекува одговорност за суштината на постоењето на едно општество. Разговарам со психологот Дора Попова-Узуновски. Дора, добро утро и добре дојде во утринската програма. Благодарам за поканата. Мораме да кажеме дека трчајќи по некои општествени, економски и други стандарди, луѓето во ова наше денешно модерно живење почнуваат да забораваат на вистинските животни потреби, меѓу кои е и потребата да се биде родител. И би сакала на самиот влез во овој наш разговор да одговориме на прашањето што значи да се биде родител. Па добро, нели ја мислам дека ова е исконско безвременско прашање кое што луѓето од секогаш си го поставувале. Најчесто се додека не станат родители. Нели откако ќе станеме родители, многу појасно ни станува што значи да се биде родител. И без разлика дали кај некои луѓе родителството представува повеќе товар, кај некој е повеќе задоволство, со сигурност дека е едно од најголемите и најклучните искуства што една личност може да ги доживее. И сега нели не е исто кога сме родител на едно дете, кога сме родител на две или на повеќе деца. Бидејќи колку факт е дека нели колку е поголемо семејството, односно колку некој одлучува да се реализира како родител со повеќе деца, секако дека одговорноста на родителството се зголемува од сите аспекти, и емоционално, и финансиски, и интелектуално. Значи едноставно сме должни, сме одговорни на тој начин дека и треба да бидеме свесни дека одговорноста како родители ни се зголемува. Меѓутоа, ако се надоврзам, ќе кажам, не само да се биде родител, туку треба да се биде одговорен родител. А одговорното родителство морам да истакнам дека се учи во домот, во текот на растењето со собствените родители, за во иднина нели и вие да бидете одговорен родител. Ги имаме ли се уште зачувано традиционалните вредности за одговорно родителство или новото време ни ги наметнува новите предизвици и за какви предизвици станува збор? Значи, тоа е многу интересно прашање, нели во однос на тоа често има и дебати во нашите научни кругови за тоа колку тие традиционални вредности на вистина биле секогаш исправни. Мислам, факт е дека во традиционалните вредности имало можеби некои аспекти кои што биле позитивни, меѓутоа во тие традиционални вредности и во праксата се среќаваме често со одредени ситуации, можеби каде што биле и не толку позитивни, односно има и негативни аспекти на тоа родителство, особено бидејќи јас често зборувам дека родителството се создава во општествен контекст. Например, ако ние живееме во авторитарен режим, секако дека родителството ќе го наследи авторитарниот режим. И така ќе ги воспитуваме децата. Например, ние имаме разлики во тоа како се одгледуваат децата, да речеме, на истокот и на западот. И сето тоа поттекнува од општествениот контекст. Често пати луѓето мислат дека родителот е прв во животот на детето. Меѓутоа не, родителот се креира. И родителот е креиран во некаков општествен контекст, а секој контекст, секој систем, значи има некои своји вредности. И затоа, нели, например, во Македонија еден вид на родителство ние имаме. Можеби во Скандинавија има друг вид, во Америка имаат некој сосема поинаков вид на родителство, и затоа е некогаш тешко да кажеме, нели, што е исправно. Нели, кои вредности се исправни, бидејќи ако ние одиме сега во Скандинавија и на некој им кажеме, знаете, вашето родителство тука нели не е толку добро колку нашето, или они на нас ни кажат, секој од страните има своји аргументи, и некои можеби научни истражувања или искуствено да покаже зошто нели тоа родителство кое што го застапува тоа општество е добро. Да, токму затоа и во воведот на разговорот споменав дека всушност родителството представува клучна алка во развојот, правилниот развој на едно општество. И сега кога говориме за одговорно родителство, мораме да истакнеме, за да се биде одговорен родител, пред се треба да бидете зрела, изградена личност, затоа што доколку родителите не се зрели личности, тие всушност и не можат да уживаат во родителството или пак ги отфрлаат децата на некаков свој начин или врз него го истураат бесот кој што го имаат за собственото незадоволство или
чувството на собствена неисполнетост. Па ајде овде да одговориме на прашањето зрелост наспрема незрелост во однос на родителството. Значи, зрелоста е процес во животот на личноста која што никогаш не застанува. Нели, секоја развојна фаза има своја зрелост. Например, и малото дете од 3 години има една зрелост што треба да ја постигне за своите 3 години. Например, не знам, една личност од 50 години, исто така и тој има еден вид на зрелост каде што за тие 50 години треба да ја исполни. Сега исто пак ќе кажам, зрелоста е пак општествено одредена, нели, пак зависи од контекстот. И тоа што е потолерантно можеби во некои култури, и се смета за зрелост, во некои други култури може да не е толку толерантно и да се смета нели за незрелост. И пак тука има некој оптимум, меѓутоа пак незрелоста настанува кога личноста не може да прифати да надмине одредена емоционална возраст. Нели, кога се однесуваме просто на некој начин кој што возрастно, ние сме повозрастни, меѓутоа се однесуваме како да имаме помалку години. Како велиме, секогаш се чувствувам млад без разлика колку години и да имам, меѓутоа не можете секогаш да се чувствувате и однесувате како дете. Така е. И сега тоа често пати нели знаеме, некои луѓе знаат да го кажат, меѓутоа во суштина многу е важно личноста да биде свесна, да знае што во нејзината зрелост недостасува и како да работи на тоа за да го созрее, бидејќи ние можеме да бидеме незрели во некои аспекти. Никој човек не е совршен. Секој човек, секоја личност има некои аспекти во кои што можеби не е доволно созреана, меѓутоа тоа што е важно е да знам, нели, каде ми е таа фалинка и да работам на тоа за да го созреам. Тој процес, тој пат не е лесен. Често пати знае да биде напорен, да биде тежок и луѓето имаат отпор кон созревањето, бидејќи нели треба да напуштиме некои образци кои што веќе не ни се функционални, меѓутоа сме се научиле на нив. И незрелоста е некоја комфорна зона, а на луѓето најтешко им е да излезат од таа комфорна зона и затоа ако си го представиме како поставиме како предизвик пред нас, тогаш можеби многу полесно ќе го прифатиме. Кога ќе го замислиме како нешто што мора, станува обврска, станува терет. Меѓутоа ако го замислиме како предизвик, како што рече ти пред малку, тогаш може да биде нели многу полесно. И сепак да кажеме дека зависи од капацитетот и од лимитот на личноста, нели, на крај треба да бидам свесен и колку можам и да не превземам нели повеќе иницијативи, чекори доколку навистина ме оптоваруваат и едноставно да речам окей, до тука сум јас и така одлучувам да живеам. Конкретно на разговорот би сакала да споменам дека според психолозите одговорното или зрелото родителство се учи дома од сопствените родители. Меѓутоа јас би сакала да ве прашам, може ли наспроти одредено лошо искуство со сопствените родители, сепак да бидете добар родител за своето дете, сакајќи да ги надокнадите сите оние моменти кои што не сте ги добиле од вашите родители? Овде го поставувам прашањето лошо наспрема добро искуство. Само накратко. Значи, нели, кога имаме добро или позитивно наспроти негативно искуство, обично опциите се две. Или детето како возрастна личност несвесно ќе одлучи да го наследи тој негативен одбразец од своите родители, или ќе одлучи да го промени тоа. Имаме две опции, нема трета опција, или е таа, или е таа. Сега, нели, пак на крај одговорноста е до самата личност и каква одлука таа ќе донесе. Дали ќе одлучам да го променам тоа или нема да одлучам, е веќе избор. Меѓутоа, повторно, некои луѓе знаат често да се вадат со тоа и да кажат па мене животот ми беше тежок, па мене моите родители вака ме третира или така ме третира, па сега затоа јас сум ваков. И сето тоа, меѓутоа во суштина тоа е избегнување на сопствената одговорност. Океј, можеби твоите родители не биле најдобрите, можеби не биле најсовршените, меѓутоа апсолутно дека ти си последниот тој кој што одлучува како сакаш тоа да биде. И во секој момент ја имаш можноста да се промениш доколку сакаш. Можеби би требало да порачаме на младите да не се плашат да бидат родители, затоа што превземање одговорност за некого, пред се за вашето дете, ќе ве направи подобра и позрела личност. Така е, и се согласувам дека денеска не треба да се плашат, бидејќи па имаме една друга крајност. Премногу па се зборува и за свесното родителство и за одговорното и луѓето се плашат да направат грешка. Родителство без грешка не постои. Значи тоа е многу важно да го прифатиме, бидејќи и прифаќањето на грешката е исто така дел од зрелоста.
едноставно нели и да прифатам грешка и да можеби постарите генерации на родители ја немале таа навика да им се извинат на своите деца ако направат грешка. Меѓутоа еве помладите генерации ја стекнуваат таа навика и ние знаеме да се извиниме и да прифатиме грешката. Дора, ти благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Благодарам и тебе, Суза. Ване, се надевам дека преку разговорот на темата одговоривме на повеќе значајни прашања кои што се однесуваат на одговорното родителство.